За над 5% поскапа храна сме купувале во јануари во однос на истиот месец лани. За овој период статистика измери и повисока инфлација од 3,2%. Најголем скок на цените се забележува повторно кај овошјето. Единствено поевтинување има само кај зеленчукот. Иако во однос на инфлацијата од 4,1% со колку што ја завршивме 2025-та, сега има благо попуштање, повторно се забележува дека за една година поскапување има во речиси сите ставки, освен кај транспортот и услугите во образование. За една година трошокот пак за облека и обувки пораснал за 1,2%, кај здравствената заштита за речиси 3%. Пораснати се и трошоците за вода, струја, домување по куќнина, а цените во рестораните и услугите за сместување скокнале за 4,8%. Статистички инфлацијата, иако попушта, во анкетите граѓаните постојано се жалат и велат дека состојбата во маркетите е многу поразлична. Забележуваат дека секојдневно цените растат и дека одамна нивните месечни примања не можат да ги покријат основните потреби. И покрај скапотијата која опишуваат граѓаните, премиерот тврди се водат домакински политики во интерес на државата. Владините проекции за годинава се дека инфлацијата ќе биде под 3%. Познавачите пак забележуваат дека цените во земјава ги диктираат неколкумина и дека е потребен влез на нови поголеми ланци маркети во земјава за да се зголеми конкуренцијата.